ВМРО-ДПМН предлага намалување на акцизите на горивата. Според истиот предлог, бензинот би бил за 13, а дизелот за 11 денари поевтин, објаснуваат предлагачите. Ова е предлог закон кој што го предлагаме веќе 5 или 6 пат, не сум сигурен, и владачкото мнозинство редовно ја одбива потребата од него. Значи, со ова законско решение предлагаме за 50% намалување на акцизите за бензинот и дизелот, како и 100% намалување на акцизите за течниот природен газ. Од ВМРО-ДПМН посочуваат дека поради постојаното зголемување на цената на енергенсите на светските пазари, со намалување на износот на акцизата на горивото, ќе им се помогне на граѓаните, но и на компаниите од транспортниот сектор. Со кој што граѓаните ќе плаќаат поевтино 11, односно 13 денари за литар бензин и 8, односно 9,5 денари поевтино за литар дизел гориво. Ова е мерка која што реално ќе придаде во помош за граѓаните и компаниите и апелираме до власта конечно да ја прифати оваа мерка. Што за транспортниот сектор потенцијално значи ова намалување? Намалувањето на акцизата е најдобрата мерка која што може да се случи, бидејќи ние како превозници со цената на превозот учествуваме во цената на секој производ. На ваква мерка, носење на ваква мерка, иако е задоцната, сепак ќе допринесе да се намали инфлацијата, навојот на или растот на цените на производи. Во периодот од 2017 година до денеска, владата акцизата ја зголемуваше во неколку наврати. Првото зголемување беше на дизел горивото за 3 денари, а потем во текот на 2020 сите видови на гориво беа зголемени за уште 3 денари. Дополнително, владата планира да воведе еколошка такса за сите видови на гориво во износ од 3,5 денари.